би ја започнала панел дискусијата со вас согласно актуелната ситуација со ковид пандемијата. Сведоци сме дека како држава ние најлошо се справивме со ковид кризата и можеби одговор на ова треба да слушнеме од здравствените власти, но бидејќи се потенцираше дека се лажни да речам борци за поквалитетно здравство, може ли да слушнеме каква е вистинската ситуација со ковид пандемијата? Гледано од денешен аспект, состојбата во здравствениот систем во Република Македонија и состојбите со справувањето за ковид пандемијата се поразителни. Жалосно и поразително е тоа што како резултат на катастрофалните политики кои што се водеа за справување со ковид пандемијата, имаме и катастрофални последици. Тие катастрофални последици се преточени во човечки жртви. Ние денеска имаме над 5300 починати граѓани од COVID-19. Додека немаме евиденција колков е бројот на оние останати пациенти кои што се починати како резултат на оној, ние го велиме, секундарен морталитет, односно неможноста на граѓаните да го остварат своето загарантирано право на здравствена заштита, поради тоа што малтене сите клиники во ковид пандемија беа пренаменети во ковид центри. Во насока на ова што го зборувам, интересно е, знаете, имаме над 5300 починати жители, односно, како илустрација, во Втората светска војна сме немале толкава бројка на починати, на загинати граѓани. Значи, во таа насока, отскоро, имаме податок кој што го објави Волдометер, на која објави ранг листа, на која што Република Македонија, на жалост, се наоѓа на високо рангирано 4-то место по број на жители, на 4-то место по број на починати жители на 1 милион граѓани. Од неодамна, ова го потврди и Американскиот институт Health Data, ако не се лажам, некаде 22-23 мај беше, каде што објави дека Република Македонија е 6-та на ранг листа по кумулативен број на жртви на 100.000 граѓани. Односно, бројката на починати граѓани на примерок од 100.000 изнесува 482 починати пациенти, што е поразително. Во таа насока интересно беше исто, излегува и со податок дека изразија и сомнеш во оние извештаи кои што го добиваме официјални од Министерството за здравство, односно дека бројката на починати е двојно повисока од тоа што ни е прикажана во овој момент од Министерството за здравство. Доктор Лазов, сведоци сме дека капитални инвестиции во здравството речиси да нема и постојано власта се обидува да обвини некој друг поради нивната неспособност. Би ве прашала кои се 3 до 5 најзначајни проекти во здравството кои што ги ветија, а не ги реализираат? Видете, во изминативе 4 години ние гледаме само имаме слика на едно лошо владење. Во изминативе 4 години имаме само ветени, а не реализирани проекти. Се ветуваше во програмата на живот, за живот, се ветува ревитализација на здравствени капацитети, се ветува нови проекти, меѓутоа до денеска ние не видовме ни еден реализиран капитален проект. Во таа насока на вашето прашање, еве ќе спомнеме неколку од оние капитални проекти кои што беа ветени, меѓутоа не се реализирани. На прво место, деновиве актуелниот изградба на современ универзитетски клинички функционален клинички центар во Скопје. Значи, после 4 години ние од тоа ветување имаме само една feasibility студија од 30 на страници и на крајот на таа студија имаме чинење на тој проект, односно фантастични пола милиарда евра.
Во таа цена во таа цена не се вклучени ниту геомеханички, геодетски испитувања, немаме цена за канализација, немаме цена за дополнителна инфраструктура, немаме проект, а на крајот на физибилити студијата имаме само цена на чинење. Во таа насока би продолжил запрена изградбата на клиничката болница во Штип. Значи 2016 година ние имаме отпочнат проект во напредна фаза, сега е стопиран. Немаме ништо од тоа. Ветија изградба на клинички центар во Битола. Апсолутна нула. Нема локација, нема проект, нема цена. Не успеа дури и да ги поправат оние апарати, како на пример мамографот, не успеа да го уклучат акцелераторот во функција. Ветија зголемување на капитацијата на матричните лекари на 90 денара. Денеска имаме капитација на БОД 63 денара, матричните лекари не добија ништо, добија казни и можеби некоја символична поддршка во текот на пандемијата. Ветија зголемување на капитацијниот БОД на стоматолозите на 70 денара. Денеска капитацијниот БОД е 48 денара. Значи, од 45 денара се покачи само за 3 денара, односно денеска изнесува 48 денара. А не смееме да заборавиме дека стоматолозите, како здравствена категорија, беа можеби од оние здравствени работници со највисок ризик во време на пандемијата. Ветија дека ќе обезбедат барем еден генерички лек на позитивна листа без доплата. Денеска немаме ни обезбедено ни еден генерички лек без доплата. Доктор Лозов, го споменавте клиничкиот центар кој што го ветуваа 4 години наназад и еве некако како се ближат повторно изборите, повторно е едно од ветувањата кои што сме свесни дека нема да го реализираат. Но зошто инсистираат за клинички центар кој што чини 500 милиони евра? Видете, деновиве по порталите и на интернет видовме во соседна Србија, председателот на Република Србија промовираше еден проект на започнат клинички центар во Белград. Клинички центар кој што треба да биде за 7 милиони граѓани. И тоа што е интересно, што цената на чинење на тој клинички центар во Белград изнесува 125 милиони евра. За разлика, можеби тоа е најзагадочното прашање, зошто во овој момент се инсистира за изградба на клинички центар кој што е во вредност од пола милиарда евра, зошто се инсистира на изградба на решение за кое што немаме проект, за кое што немаме техничка документација, за кое што немаме елаборат. И во насока на ова ваше прашање е тоа што гледаме и дека и во рамките на парламентот се обидуваат да спровнат закон за измени на законот за јавни набавки, со кој што би се дозволило јавните договори за набавка и изградба на клиничкиот центар да бидат во 4 очи. Тоа остава простор дека можеби имаме и криминал во најава.